Драги гледачи, повод за денешниот разговор е еден навистина интересен повод, односно можам да кажам два поводи, а тоа е организирањето на Европското првенство во воздухопловно моделарство, кое што во вторник ќе се одржи во Романија, но исто така и организирањето на Светското првенство, кое што во месец август ќе се случи тука во Прилеп. Со мене, од левата страна е Здравко Тодоровски, претседател на воздухопловниот клуб Фил Феникс, но исто така и селектор на македонската репрезентација и организатор на Светското првенство кое што ќе се случи тука. Многу титули, да не ги редиме сите. Многу обврски. Многу обврски. Тука е Станислав Најдовски, кој што исто така е дел од организацијата. И од мојата десна страна се Лука Најдовски и Димче Велковски, кои што се ќе бидат учесници на Европското првенство кое што се случи во Романија, но овој разговор го започнуваме со председателот на клубот, Здравко Тодоровски. Господине Тодоровски, како што најавивме, два навистина големи поводи за македонското воздухопловно моделарство, Европското и Светското првенство. Како одат подготовките, кога заминува нашата репрезентација за Романија? Фала на често што можеме да ги информираме гледачите за овие за нас престижни настани. Секој надпревар за спортистите е значаен, меѓутоа кога се спомнува Европско или Светско првенство, веќе тоа е престижно и само по себе носи огромни тежини, обврски и одговорности пред се. Спортистите се спремаат цела година за овие настани. Европското првенство само по себе, поради тоа што е сениорско, представува посебна тежина од аспект на тоа што Европа е центарот на спортското воздухопловно моделарство и на Европското првенство буквално ќе биде присутен врвот во оваа спортска гранка. Нашите надпреварувачи како дел од репрезентација која што за жал не е комплетна, значи имаме екипата само во Едрилици, тргнуваат на 21, фактички на 20 јули, со сите оние протоколи кои што таму ги очекуваат, треба да настапат во вторник. Очекуваме како екипа се веќе уиграни, очекуваме пред се добри резултати и максимум кој што може да се добие од нивна страна. Истовремено течат подготовките за Светското јуниорско првенство кое што се одржува во Прилеп од 6 до 10 август, со тоа што како пред надпревар ќе биде надпреварот од Светскиот куп Прилеп, трофеј на Прилеп, кој што ќе се одржи за време на викендот на 3 и 4 август на летелиштето во покрај село Веселчани. Како што кажаме, господин Најдовски, Европското првенство е место каде што ќе собере буквално кремот на Европа во овој спорт. Како тече подготовките за македонската репрезентација? Како се подготвува и очекувањата? Малце е специфично прашањето. Подготовките почнуваат пред се во работилница. Во зимски период или врнежливи деној ние моделите ги припремаме за на терен. Сега моментално сме само на терен. Напорно е, треба многу мислење. Овие нови генерации на модели се повеќе комплексни, има доста електроника во нив, композитни материјали. Специфично е во тоа што ние во наше општество немаме доволно подкрепа, тоест и не е развијано толку моделарството, па се снајдуваме со колеги од другите држави, се трудиме, воглавно премногу сложено. Нашата репрезентација ќе биде составена од 4 членови. Па нашата репрезентација во состав се 3 машки и 1 девојче. Јас и мојот колега одиме како помошници, што значи ние најголемиот терет таму треба да го искрепиме. Значи ние треба да бидеме на старт, да одиме по модели, вода, пошто премногу е жешко високи се температурите и сите други околности кои треба ние да им помогнеме на нашите репрезентативци да имаат успешен надпревар. Во
Во категоријата F1A, односно едрилици за слободен лет, така? Да, ние одиме само во F1 категорија, со еден најстар член, мислам дека и најстар е на европското, и најмал член, исто кој е најмал на европското, и девојка имаме. Како што кажавме, најмладиот и најстариот член на Европското првенство. Лука, какво е чувството да се биде дел од овој значаен меѓународен настан? Чувството е доста возбудливо. Ние работиме секој ден на тоа да се подобриме и да ги справиме нашите дрилици, модели за на терен и на секакви услови кои што може да не дочекаат таму. Ние одиме и на Сабајле рано да тренираме, а и во доцните вечерни часови да тренираме на различни температури, различни густини на воздух и различни услови. Работиме доста напорно, се спремаме, пробуваме да го пробијаме стравот, да бидеме опуштени и да немаме проблем во летањето и во текот на надпревар. Колку овој спорт е популарен кај твоите врсници во Македонија? Па и не е баш популарен, бидејќи за овој спорт доста немаат и слушнато. Се уште мислат дека е нешто што не е толку значајно, не е толку важно. Би можело, убаво би било да се подобри, но нема доволно услови за тоа да се случи. Потребна е значи негова поголема популаризација, но и поддршка од страна на институциите на државата. Да, доста е потребно сето тоа. Поддршка, рекламирање, доста е потребно за да се одржи, за да стекне некое ниво овој спорт. Значи за оние кои што не се запознати, тоа е категоријата F1 едрилици, односно целта е едрилицата да остане во воздух што е можно повеќе време, тогаш тој победува, ајде на некој начин да кажеме. Да, тоа е и целта. Надпреварот се содржи од 5 турнуси до 7, зависи од видот на надпреварот, најчесто се 5. Во секој турнус има одредено максимално време на лет на моделот, а најчесто тоа е 4-3 минути. Отстапка од тоа прави флај-офот, кога сите тие 5 турнуси ќе се наполнат со максимално време на летање и таму во флај-оф има веќе дупло повеќе од нормалниот турнус. Пример, 8 минути, 6 минути, 10 минути, зависи од количината на надпреварувачи во флај-оф. Значи едрилицата полетува со тоа што се трга со сала и се откачува во одреден момент. Да, тоа е суштината. Но во тоа има и други техники, пример треба да се врти, додека е на сајла моделот добива команда за да направи круг и да се крени горе. Со тоа ние имаме можност да го вртиме моделот и да летаме подолго време додека не најдеме термика. Термиката е во суштина топол воздух што крева нагоре. Кога ќе го најдеме тоа, ние го откачуваме моделот и тој продолжува сам да лета без никаква контрола од земја и се трудиме да ги излета тие 4-5 минути колку и да треба. Лука во моментов е четврти на светската ранглиста во поединечна конкуренција. Дали може да типуваме некои очекувања сега нови првенства што доаѓаат? Па Тешко е да се каже. треба да очекуваме. Не смем да се предам, морам да работам силно, напорно и да се трудам да освојам. Освен, како што кажавме, иднината на македонското воздухопловно моделарство, тука го имаме и најстариот член, најискусниот. Што можеме да кажеме за развојот на овој спорт кај нас? Па, развојот зависи од периодот, некогаш беше подобро, некогаш полошо, сега моментално нема масовност голема, за разлика од претходните години. Инаку јас сум со овој спорт 56 години и така да имам видено са какви услови, меѓутоа нема голема поддршка во Македонија барем, за разлика од другите земји. Низ Европа е многу развиено тоа, многу се вложува во тоа и многу се напредни. Што да кажам друго?
Треба многу физички припреми, има многу трчање, напорно е во секој случај многу. Освен физичките припреми, тука и психичката подготвена за учество на овие надпревари. Да, секако е важно да се издржи психички, и долго трај, например, едно такмичење сега е најмалку 7 сати. Значи 7 сати треба да бидеш подготвен да го издржиш тоа и психички и физички. Голем напор. Ретки се луѓето како вас кои што 71 рековте имате година, успеале да се одржат со занимавање со овој спорт. Вашите очекувања за европското првенство? Па се надевам, доста тренирав, се уште не се предавам, така да дури може ќе се бориме. Која е вашата порака еве за младите луѓе, за врсниците како Лука, но и за државните институции, како овој спорт според вас би можело да се подобри? Рековте над 5 децении се занимавате со него, сте поминале многу, сте виделе многу. Кога биле златните години на овој спорт и како може тие да се вратат? Па беа златните години додека беше Југославија вистински. Оти како држава општо беше тоа поинако организирано, меѓутоа сега некако повеќе самостално се бориме, нема самата федерација не е толку активна и така. Значи мора да се придонеси тука за развојот на младите многу добро и физички и технички се остручува, се усмерува кон воопшто техника, воопшто и така. Благодарам господине Тодоровски, како што кажаме на почетокот на овој разговор, иако ете можеби нема голема поддршка, сепак ентузијазмот кај вас и сите оние кои што се занимаваат со овој спорт нималку не е паднат, така да можеби за сето тоа ете причина е што кај нас се организираат и голем број светски и европски првенства и европски купови се имаат одржувано тука во Прилеп и можеме да кажеме дека навистина Прилеп станува еве на еден начин центар за развојот на овој спорт и во поширокиот регион. Еве да го најавиме уште еднаш и светското првенство, кое што кажате ќе се случи во месец август, колку се досега пријавени, од колку држави и како тече таа цела организација? Пред се морам да кажам дека навистина Македонија е привилегирана со можноста да организира надпревари од највисок ранг, значи светски или европски првенства. Тешко се дојде до тоа. Значи од 2000 година преку организација на надпреварите од светскиот куп, Прилеп куп и Македонија куп, успеавме да се докажеме пред се дека сме способни, дека имаме капацитет и потенцијали да организираме врвни надпревари. Како резултат на тоа дојде првото светско јуниорско првенство од 2016 година, кое што го организираме безпрекорно, така да веднаш после тоа, имајќи го Меѓународната федерација на увид сето тоа што се направи, веднаш после тоа и ние самите бевме понудувани од нивна страна да земеме организација на таков тип на надпревари, така да дојде 2017 Европско јуниорско, 19 Европско јуниорско, 2020 за жал поради ковид ситуацијата Европско сениорско првенство не се одржа, меѓутоа истото го добивме 2022 година. Што значи ова е веќе петто првенство од највисок ранг кое што ќе се организира кај нас. Тоа е да речеме потврда на квалитетот воопшто на кадрите кои што работат во Воздухопловна федерација на Македонија, во нашиот клуб, во нашиот град кој што долги години е центар на спортското моделарство, посебно на воздухопловното. Така да имајќи го тоа предвид, јас сум почестен што еве и ова година имаме можноста да направиме нешто добро за воздухопловните спортови пред се. Моја интенција беше да се земат јуниорски надпревари, пред се ради тоа што мораме да работиме на мотивација и на ангажирање на младите потенцијали кои што ги имаме. Рекоја колегите дека нема многу, да, сепак ова е спорт кој што не може да има толку голема масовност како што имаше порано, ради икс причини. Порано имаше преку училиштата по предметот ОТП ангажирање на наставници, па групи, па преку клубови, обука, која што после тоа
продуцираше кадри. Меѓутоа, времињата се менија и јас мислам дека одиме добро, во добар правец, пред се прво да обстани како категорија, како воздухопловен спорт, второ да се развива, трето да има подмладок сето тоа и четврто што е најбитно да има квалитет. Јас мислам дека сето тоа доведе до ситуација и пред институциите веќе нашите спортови да си го завземат своето место. Како резултат на тоа е и последната поддршка од страна на Министерството за спорт, кое што јавно министерот укажа на тоа дека ќе не поддржи. Предходните години имавме поддршка, меѓутоа многу повеќе вербална, меѓутоа сето тоа и последново првенство кое што ќе го организираме, мислам дека ќе доведе во ситуација на вистина да си го завземеме местото како спортска дисциплина кое што ни припаѓа. Ви благодарам на разговорот и ви посакувам успешна организација на ово светско првенство, а вас ви посакувам и успешно представување на Европското првенство во Романија и да се надеваме дека кога ќе се вратите ќе направиме уште едно интервју, но со медалите тука до вас. Драги гледачи, тоа беше разговорот со членовите на македонската воздухопловна екипа која што ќе учествува на Европското првенство во Романија, но исто така и со организаторите кои што ќе го организираат светското првенство во август месец тука во Прилеп.